ама дело мало. И потоа вели во Вахуру жехадето бизур и ќе се појави многу лажно сведочење. Ова е опасна работа. Ова е опасна работа. Лажно сведочење е опасна работа, најопасна работа. Кажува човек, доктор од Ријад. Доктор од Ријад кажува дека некој човек го оперирал внатрешно. Операција на абдомен, внатрешни органи. Операцијата поминала во најдобар ред. Се било во ред. Меѓутоа, утре ден дека отишол да го види, да го прегледа уште еднаш пациентот после операција, се чуди. Органите почнаа да му се распаѓаат. Медицински нема објаснување. Се чуди. Внатрешно тело почнува да се распаѓа. И го прашува човекот, бе, ти што е работа тебе? Да немаш некому направено харам зулум? Вика, да. Што? Вика, еве ти телефонски број, побарај го човекот да му побарам халал. И докторот не знае ништо. Го зема телефонскиот број и му врти на тој човек. Вика, јас сум доктор од Ријад, кај мене е пациент од Филан ибн Филан, ти бара халал. Ла ебеда, никога. Никако попросту. Никако халал, да пцои са, да умре, да цркне. Чекај човек на смртна постела. Никако. Зошто? 40 години има, како што лажно сведочил и ми го одзел мојот најбав имот. И јас 40 години патам од сиромашни обеда и се халал да му правам, нека пцои са. И вистина после неколку дена, тој човек пресели на ахирет со тешки болни